10 јануари 1901 година. Инженер со хрватско потекло на југот од Тексас открива нов нафтен извор кој во еден ден произвел повеќе црно злато од сите европски полиња заедно, па така станал татко на модерната нафтена индустрија. Ова е приказната за Антон Лучик. 9 септември 1855 година во град во Сплитската околија се родило момче по име Антон во богата фамилија со татко морнар и мајка домаќинка. Од мал покажувал неверојатна љубопитност и желба за учење, а по завршеното средно училиште оди на школување во Грац да студира на високата техничка школа. Студентската клупа ја делел со уште еден балкански великан кој ја задолжил светската наука и историја со Никола Тесла. Дури и раѓањето на овие генијалци било блиско. Лучик е роден на 9 септември 1855 година, а Тесла на 9 јули 1856 година, само 10 месеци подоцна. Меѓутоа, патот на Антон бил малку поразличен од оној на Тесла. По враќањето од Грац, одредено време служи во Пула и Риека како офицер во Австро-Унгарската морнарица. Потоа, во 1879 година, на само 24 години, незадоволен од строгоста во воената служба, зема отсуство и патува во Мичиген да го посети својот стрико, каде останува за секогаш. По доаѓањето во Америка почнуваат да го следат различни работи, но ниедна не била доволно предизвикувачка за него. Така, во 1900 година се одлучува за голем ризик. Покрај тоа што со години ги истражувал нафтените полиња, купува земјиште во близина на Биг Хил во Тексас, на место кое многумина го сметаат за безвредно – Спиндлтоп. Бил цврсто уверен дека ова место е природен резервоар на нафта и покрај смејувањето и скептицизмот на многумина. Но Лучик верувал во своите долгогодишни истражувања и така продолжил со копање. А потоа на 10 јануари 1901 година во 10 часот и 30 минути се родила нова доба. На длабочина од 370 метри од земјата избил млас нафта висок над 50 метри. Еруптирал со толкова сила што неконтролирано прскал 9 дена, произведувајќи неверојатни 16.000 тони нафта на ден. Светот никогаш не видел толку количество на нафта. Овој момент е познат како Лукасова или Лучикева бушотина. Нафтениот гејзер кој го означил почетокот на модерната тексаска нафтена индустрија, бидејќи бил првиот значаен извор откриен во оваа држава, а Соединетите држави станале светски водачки производител на нафта. За само една година бројот на жители во близина на тој извор пораснал од 8.000 на 60.000, а во близина се населиле 600 компании за производство на нафта. Она што го постигнал во 1901 година, донело до револуција во транспортот преку автомобилската индустрија. Благодарение на него, американската влада во 1901 година одлучила флотата на американската морнарица да премине на нафтен погон, а за своите откритија стекнал меѓународно признание. Од тој ден, секој пат кога ќе го полните резервоарот на својот автомобил, сетете се на овој настан во Тексас, кој го променил текот на модерната цивилизација, а зад кој стои еден скромен инженер од Балканот.